Јас особено се радувам како родител од пред некоја година, бидејќи јас подеднакво уживам со моите деца кога го гледаме Светот на Биби или анимираните ликови на Биби и Боби. И сите оние останати пропратни ликови кои што дефинитивно ја прават приказната да биде целосна. Но ова е еден проект, македонски производ, на кој што навистина треба да бидеме горди, создаден од пред отприлика 8 години и за овие 8 години навистина можеме да кажеме дека неговата патувачка успешна приказна е навистина и повеќе од успешна, со оглед на тоа што не е представен и не функционира само на балканските простори, туку на поголема врата и на европското тло, но тука ќе го додадеме и американскиот пазар. Нема да откривам се во најавата, ќе ги поздравам моите денешни гости, со кои што ми е навистина многу драго што ќе се дружиме утринава и ќе пренесеме убави работи. Слаѓана Војошевиќ, верувам дека многумина ја знаете како наша позната актерка, но кога ќе прозбориш, веројатно сите го препознаваат гласот или ликот на Биби. Добро утро до тебе, Слаѓана. Добро утро. И Гоце Цветановски, кој што е наш познат режисер и кој што стои зад голем дел од приказните на Светот на Биби. Гоце, добро утро и до тебе. Добро утро. Ке започнеме со дамата, затоа што имаме многу убави работи да споделиме. Тоа и јас и ти, нели, пред некој ден го зборувавме. Имаше можност сосема приватно, нели, да ја посетиш Австралија изминатиот период, но велиш изненадена сум колку Светот на Биби е дури достапен и таму, на сосема другиот крај од светот. Верувам дека тоа е еден момент кој што посебно ти импонира, со оглед на тоа што е една убава, успешна македонска приказна. Да, ние имавме прилика да ја посетиме Националната библиотека во Мелбурн. Имаше цел дел за македонска литература и меѓу книгите имаше книги на Биби. И тоа беше фасцинантно, мислам, многу убаво чувство да се видиш од другата страна на светот. Да, буквално од другата страна, на другиот крај на светот. Но колку имаше прилика со луѓето таму да поразговараш, дали навистина ете можеби тоа е нели друга земја, но знаеме колку македонци живеат таму и верувам дека од таа причина и нели се овие книги најдени таму. Но колку тамошните деца и родители ја користат ете и литературата и анимираните серијали кои што постојат и се нели достапни по социјалните мрежи, на YouTube каналот и слично, да можеби ете го учат македонскиот јазик тамошните деца. Да, мислам дека е исклучително важна алатка во образовниот систем. Многу често, мислам, има и неколку училишта кои што се на македонски јазик. Редовно се гледаат цртаните, редовно. Мислам дека воопшто овој проект помага во развојот на децата. И тоа го користат наставничките таму. Сите сказни, книги, азбуката ја користат како една алатка во образовниот систем. Децата ги знаат сите сказни, ги знаат сите ликови, сите песни. Да, мојата внука многу беше интересно, вика, мене тетка ми е Биби, па никој не веруваше, па проверува. Да, бидејќи на училиште се фалела, па наставничката се ама не е во ред вака, значи сега детето дали лаже. Па не лаже. Да. И така да, беше кој доживување за тоа. Да, многу убаво чувство, мислам. Баш ми е драго што сум дел од еден ваков проект кој што има толку многу позитивно влијание и на другата страна на светот, каде што всушност е многу важно да се негува македонскиот јазик, затоа што тоа е една голема заедница на македонци таму. Нормално таму официјалниот јазик си е англискиот, односно австралискиот, меѓутоа сепак многу се негува македонскиот јазик, како што кажав, има и училишта на кои што има цели паралелки со македонски наставнички и деца кои што се служат со литературата на Биби. Одлично. Оние кои што се навлезени во светот на Биби, навистина знаат за каков серијал станува збор, за колку едукативни содржини станува збор и верувам дека тоа е она што веројатно и останатите земји во регионот го препознаваат со оглед на фактот дека веќе Биби и Боби може да се гледаат и регионално. Гоце, да се навратиме можеби пред 8 години на самите почетоци. Јас верувам дека сите ние сме една друга генерација, сме растале со некои други анимирани серии, нели, кои што биле во тоа наше време достапни на медиумите.
И верувам дека е посебен предизвик во денешно време со целата оваа дигитализација и се она што им е достапно на децата да се понуди производ кој што навистина ќе им го задржи вниманието и кој што ќе биде едукативен. Која беше првичната цел, еве, ти како режисер и целата екипа режисерска и креативна кога го создававте светот на Биби? Верувавте ли дека дотука ќе дотурка проектот или можеби тоа беше една од целите и мотивот кој што ве водеше низ самиот процес? Да, секако јас во тоа пред некои 7-8 години бев контактиран од менаџерскиот дел од тимот на Биби и ми кажаа дека спремаат нешто анимирано и дека би сакале, нели, јас како режисер кој што имаше анимацијски тим во тој момент да соработуваат со нас. И тогаш уште не беше идејата, да речем, уште не се знаеше дека Биби ќе стане серија со редовни епизоди месечно. Туку беше идејата да се направи само видеото со македонската азбука, каде што Биби ја представува азбуката. Тоа беше сосема првото нешто, така? Да, таа беше најпрвата епизода. И тие веќе има, мислам, значи, графичкиот дел веќе беше разработен со Михајло Димитриевски Тхемичо, нашиот познат илустратор, а самата приказна беше разработена од страна на Билјана Црвенковска. Значи, јас, да речам, последен вегов во креативниот тим, кога одлучија дека добро би било да се направи анимација. И откако, нели, ја собравме на мини екипа за да го сработиме тоа видео, тогаш уште не беше кастингот, уште не беше направен, значи уште не беше сладјано влезено. Направивме кастинг на кој што се пријавија, мислам, околу 70 на актери, да, па актерки, бидејќи во моментот беше само за Биби. Да, бидејќи во таа епизода само Биби зборува. А кога се создаде Боби? Па, малце подоцна, малце едно 3-4 епизоди без Боби, да. Добро. Да, е така. И направивме, значи, кастинг беше многу интересно, секако имаше многу квалитетни кандидатки, но во финалето кога се собравме, едногласни бевме цела екипа дека Сладјана е некако го долови ликот, мислам, таа беше ликот на некој начин. И тогаш, значи, кога почнавме да работиме анимацијата, се сеќавам, не знам дали постојат уште тие снимки, јас снимав секоја буква, јас како Биби бија одглумила, мислам, физички зборувам сега за аниматорите како референца. Значи, јас бев малце Биби едно кратко време, може би не толку грациозна Биби како што е Сладјана и елегантна, но ете, јас го имав таа задоволство да учествувам заедно со Сладјана да го изградиме ликот. И ете, мислам, едноставно се случи нека магија кога завршивме таа епизода и кога отиде на YouTube, мислам на интернет, многу брзо, значи, меѓу децата и родителите, не очекувавме, морам да признам, значи, иако, нели, секогаш сакаш да го гледаат луѓето тоа што си го направил, но не очекувавме толку голем и толку брз успех. Значи, нешто се случи, сега не ми текнуваат бројките, но знам дека имавме стотици илјади прегледи во неколку дена. Тоа беше еден период кога навистина не достигаше нешто такво тука. Значи, сега веќе имаме неколку платформи кои што се македонски и што верувам дека е за поздрав, да има здрава конкуренција е добро, но тогаш во тоа време немаше ништо и можеби родителите тогаш го препознаа тој момент дека на децата треба да гледаат македонски анимирани цртани, а не, нели, странски. Да, секако, мислам, имаше недостиг. Сега многу сум среќен што има повеќе проекти на македонски јазик, бидејќи треба да им се понуди на децата содржина на нивниот мајчин јазик, така, и мислам, не е во ред тие да зборуваат малите деца да зборуваат подобро англиски или некој друг јазик, а својот мајчин јазик да го забораваат или да им е тешко да комуницираат на него. Значи, мислам дека Биби, па еве и другите проекти, меѓутоа Биби беше голема помош за децата да
ете да можат да се комуницираат, значи да здраво да го научат мајчиниот јазик пред да почнат да одат официјално на училиште. Но и да научат и многу други животни вредности и семејни вредности. Слагјана, колку тебе ти влијаеше ликот на Боби и сите тие бројни приказни и секојдневни ситуации во кои што се наоѓаш преку ликот на Биби, колку низ животот те променија, не знам, низ овие години? Колку се наоѓаш себе си, да речам, во некои секојдневни ситуации, како ги применуваш советите кои што ги се во Па да, навистина е многу едукативна и многу корисна целата содржина. Први научев многу, има цели епизоди за месечината, за сончевиот систем, за нешто што многу ги интересира децата, да. Понекогаш ние, нели, или сме подзаборавили или не сме навлеле толку. Па математички задачи, па буквално од секој аспект, од секој она и предшколска, но и рана школска возраст, каде што работи кои што можеби сум ги подзаборавила. Места во Македонија, кои што се скриени катчиња и сите убавини кои што ги имаме во земјава. Преку проектов мене ми се обновија, а притом некако и се буди една одговорност како уметник кој што твори за најмалата популација, некако влијае проектот на тоа како се однесувам приватно. Значи, јас сега не можам да си дозволам да правам некои работи непромислено или да се однесувам непромислено. Некако јас сум свесна дека тоа што ми е доделена таа задача да го позајмувам гласот за Биби, бара од мене да ги делам истите вредности кои што ги има тој лик и ги протежира за најмалите. Така што некако дефинитивно чувствувам и кај себе промена благодарение на овој проект. Верувам дека си имала многу разговори со најмалата публика. Да, затоа што тие многу те сакаат. Што те вака најфасцинантно кога си разговарате со тие мали умови? Добро, многу е, мислам, неблагодарно е да се каже дека јас сум Биби, затоа што Биби е целокупен производ. Децата ја гледаат Биби како лик. Значи, јас сум тетка Слагјана, која што го позајмува гласот и некако многу чудно исто зборува како Недра. Да. Така што на нив име, особено зборам сега кај најмалите, кај нив, ако им прозборам како Биби, тие се вртат и гледаат од каде ќе излезе. Да, значи, не секој ја поврзува со мене, со мојот лик, бидејќи јас сум возрастна жена. Но тие постарите, кои што повеќе разбираат, тие се фасцинираат, ама како? Како сега ти така зборуваш? Како ти сега, возрастна, голема, го преправаш така гласот? И на нив има сега тој интересен момент, како сега, значи, актерскиот дел ги интригира, да. Како сега тоа, како се прави, зошто, како сега вие снимате, со Сашко, како сега тоа. Така што е многу интересно, различни генерации, различни работи ги интересираат, но многу често ми се случува другарките да ми се јават и да ми речат, че моето дете не јаде брокула, мора да пројаде брокула, ајде нешто направи. Ајде, не се на брокулата. И сега тука Биби се јавува и кажува дека во моментот... Сериозно, колку имаш удел, ете, со некои твои идеи, можеби? Во проектот, па еве, не знам, нека кажат. Нека кажат дали имам идеи. Целокупен проект, мислам, сите многу допринесуваме. Да, Биби е, мислам, нели, тимски проект, сите... И не би бил така успешен ако не тимот како едно семејство, претпоставувам. Буквално така. Да, едноставно, мислам, сите уживаме додека работиме на Биби Боби, значи ако ние не се забаваме пред се, нема ни тоа да се види во резултатот. Јас во една прилика кажав дека некојаш ако имам ќерка дека би сакал да биде како Биби, значи биде паметна, биде самостојна, да биде, нели, да не се плаши да се бори за правдата и така натаму. Значи Биби е еден вид на детски суперхерој и мислам многу е важна во тоа што таа го прави, децата понатаму го имитираат. Една од работите што сум најгорд што го имаме постигнато со Биби е кога ќе видиме дека некои родители, мислам, мене ми имаат кажано дека детето ми има речено зашто си фрдел ѓубре на
на улица, дека не треба така, Биби така ги учи дека треба да се чува чисто и да се пази на природната среда. Да, затоа велам дека тоа е еден серијал веќе кој што промовира животни вредности и кои што се подеднакво едукативни и за најмладите, но многу верувам дека учат и родителите, па дури и бабите и дедовците кои што исто така голем дел од денот знаат да го поминат со своите внуци или со најмладите. Имаме една анкета, па предлагам да ја погледнеме. Нашата колешка Марија сакаше да слушне и ние сите, веројатно, колку нашите знаат за Биби и Боби, колку ги гледаат Биби и Боби и како размислуваат токму за овој серијал кој што веќе од нова година па наваму имате можност да го гледате премиерно секоја недела во 18 часот на оваа фреквенција. Дали може би ги знаете Биби и Боби, цртаниот филм? Не, внуците пораснаа слабо. Порано да ме прашавте пред 20 години, за сите ќе ви кажев. Се разбира дека знам. Ги гледате може би со вашите внуци и деца? Ова за внуци нема да го сватам сериозно. Не, затоа што имам големи деца, но ги следам сите новитети, особено во однос на македонското издаваштво, македонската продукција, се што значи македонски цртани ликови, но и ајде така да кажеме живи ликови, пошто сега се станат и култни ликови. Така да знам точно кои се и многу се гордеам со сите материјали кои ги имаат произведено, а кои се во поддршка на едукација на најмалечките. Не го знам цртаниот, али гледам што деца, внукиве што се заинтересирани. На телефон што гледаат. Сигурно сте гледале со нив и на телевизија. Па на телевизија не сум гледал, на телефони обично. Да. Сте слушнале дека Биби и Боби е целосно македонски производ? Па мислам да. Цртаниот филм, да. Да, ги знаете? Да. Може би ги гледате со вашите внуци? Не. Претежно не ги гледам, ама ги знам за Биби и Боби. Дали сте слушнале дека е целосно македонски производ? Браво, не сум слушал. Убава без од ваша страна. Да, ете сепак има и луѓе кои што не знаат дека ова е навистина македонски производ на кој што ние треба да се гордееме. Веќе споменав, од нова година па наваму имате можност секоја недела во 18 часот да ја гледате новата епизода од Светот на Биби и репризно во сабота во 10 часот наутро. Така што викендот е пред нас и верувам дека најмладите со нетрпение ги очекуваат новите епизоди. Зборувајќи за ова како македонски производ на кој што треба да се гордееме, Гоце, промоцијата на целиот овој проект регионално веќе одамна е започната и би сакала да ни споделиш каде се во моментов се прикажуваат Биби и Боби или Светот на Биби и каков е можеби интересот или фидбекот од таа страна, од останатата публика која што има можност да ги доживува? Да, Биби и Боби се присутни во повеќе земји во регионот. Значи во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, во Хрватска и во Словенија, цела екс-Југославија, да речеме, покриена цел тој регион. Биби и Боби играат по телевизии, имаат свој YouTube канали, имаат изданија, книжните изданија исто така се преведени. Тоа сакам да прашам, дали буквално сите производи, затоа што нели Биби и Боби пропратно имаат уште многу други работи, што е супер момент. Да, сите не верувам бидејќи наистина се премногу, но главните, значи серијата, книгите, некои од играчките. Сега мислам Биби е толку многу голем проект што јас на пример и Слајана ги немаме сите информации. Ние сме нели повеќе поврзани со серијата, но Биби е толку голем проект, толку голема екипа работи зад Биби, што едноставно не можеш се да следиш што и како се случува. Само ќе чуеме нешто. Има нешто ново ваму, има нешто ново таму. Значи овие сега што ги спомнав земји, таму знам дека игра на телевизии, меѓутоа има Биби многу популарни YouTube канали во други земји. Еве сега вчера, например, стигнавме во Бугарија YouTube каналот на Биби и Боби на бугарски, стигна до 30.000 следбеници. Минатиот септември 25-та година почна да се емитуваат во Италија на италијански епизодите од Биби и Боби. Исто така, дали беше сега лани или преклани, не ме фаќајте за збор, но англиската верзија на Amazon Prime игра во Англија и во Америка. Значи,
толку е присутно, толку е, мислам да речам, лека по лека го освојуваме светот. Светот така што, буквално, да. Еви во Австралија, како што сподели Слаѓана, луѓето знаат за Биби и Боби и навистина верувам дека ова е еден момент кој што вас посебно ви импонира, да знаејќи дека правите нешто што надалеку се слуша и гледа. Да, има некоја магија што се случи меѓу самите ликови и децата, а и тоа е нешто што не може да се планира. Значи, Ниту па може да се купи со пари. Да. Значи, ние едноставно тргнавме со идеја, мислам, секоја чест на целиот тим за Биби кој што имаше идејата, значи да креира вакво нешто. И ние единствено што можевме да ставиме многу љубов и нашата креативност во тоа. Меѓутоа, тоа што се случи после меѓу Биби и децата е веќе нешто што е... Не можеш да го контролираш, не можеш да го... Да, значи спонтана љубов на прв поглед. Да, и кога веќе зборуваме за 8 години постоење, тоа се веќе 8 генерации кои што можеби израснале и се веќе, како што велиш ти, поголеми и малку од поинаков аспект и те доживуваат и ги доживуваат приказните. Што според вас е потребно или можеби клучно за да се развие вака еве и на светско ниво веќе можеме да зборуваме еден бренд, затоа што ние споменав, сме растеле во едно друго време, но пак се тука присутни некои цртани ликови кои што потоа сме ги гледале по, не знам, тетрадки за во училиште, ранци за на училиште, пенкала и така натака, нешто што сега веќе светот на Биби или самиот проект исто така го промовира, значи тука се, не знам, игри за деца, карти, школски прибор, значи буквално секакви гаджети кои што може да им се најдат на децата. И тоа е, верувам, некој момент кој што дополнително влие на развивање на самиот бренд. Што сметате вие дека е клучно во целиот овој момент или во целиот овој пат од самиот почеток до развојот до каде што е сега, а верувам дека понатака ќе нема граници за дополнително каде ќе оди целиот овој проект? Така. Сакаш прва или да почнем? Па, тоа што јас би го кажала на ова прашање е дека, мислам дека преси многу љубовта важна, бидејќи јас не знам како функционираат бизнис планови и слично, меѓутоа она што јас го сведочам во однос на овој проект е тоа дека е почнат од една многу, првен е почнат од потреба, значи станува збор за млади родители кои што забележуваат дека нивните деца се во недостиг од такви содржини, зборуваме за македонски јазик, за воспитно едукативни содржини. И бидејќи како што спомена и Гоце, ова не е почнато со идеја сега ние ќе правиме ранчиња и слично, туку ќе ја згаснеме жетта за она што е најкруцијално важно во нашата земја, што недостига во тој момент и од таму почнува да расте. При тоа се прави еден многу добар тим, кој што сите ја делат истата мисија. Сите се со таа една иста цел, да го вложат најдоброто од себе за проектот да создаде нешто кое што ќе биде за општо добро. Така што расте од, мислам дека се клучни темелите. Значи да се чисти и искрени темелите, да се работи со многу љубов, а потоа се случуваат работи кои што не можеш ни да ги испланираш, можеш тајно некаде да ги посакаш да се случат, меѓутоа тие се случуваат заради основата, заради темелот, што е цврст и е искрен и е со многу љубов. Да, сега јас за бизнес делот, дека сум познат бизнесмен. За секој бренд е важно, значи, нели, да може публиката да прави интеракција со брендот на повеќе начини. Значи, Биби уште од почетокот беше замислена како мултимедијален проект, односно почна со книга и со видео содржина, но потоа со текот на времето, нели, како што растеше интересот кај децата и како што растеше самиот проект, се појавија многу други, значи, да речам, продукти, играчки, друштвени игри, дури има видео апликација, знам нешто за учење на буквите и на бројките и така натаму. Значи, важно е децата да можат во секој момент кога ќе посакаат
ако нели бидејќи децата имаат потреба од многу, пак повторно зборот љубов, значи нели родителска љубов, но и од пријателчиња. И сега нели додека се во градинка или додека се на училиште имаат другарчиња, но кога се дома си наоѓаат своите анимирани другарчиња. И ако можат тие со нив да се дружат, дали како преку играчки, дали преку игри и така натаму, значи секогаш се среќни и тие практично со тоа секогаш имаат некој на кој што можат да се потпрат. Така, детската имагинација е многу богата и тие, мислам, не ги доживуваат како играчките за нив се вистински ликови, реални, така. Значи тие се зборуваат со нив, си играат со нив и така натаму. И мислам дека секој бренд, нели, мислам, треба да има една таква идеја дека колку повеќе различни начини постојат, толку брендот е поприсутен и по веродостоен, да кажам. Значи дека не е само на еден фронт, туку на повеќе фронтови ги дружи и ги занимава деца. Им се вистински пријатели од секаде ги има. Да. И тоа е веројатно нешто во кое што децата посебно уживаат. Гуце, ако не се лажам, минатата година на Берлинале беше нешто представен овој проект или? Да, минатата година на Берлинале бевме оваа година секако, но на минатата година подпишавме некои договори за копродукција, значи во моментов се спрема долгометражен анимиран филм со Биби и Боби. И на Берлиналето најдовме партнери. Мислам, ги видовме предходно, некои од нив ги запознав на американскиот филмски пазар, но на Берлинале ги подпишавме договорите за копродукција. Што значи тоа? Значи тоа значи дека може да се очекува во брзо време или? Во брзо време не, во анимација брзо време 3-4 години, но да, веќе се работи значи на проекти. Имаме партнери од Латинска Америка и од Европа. Значи тоа понатаму ќе објавиме повеќе информации за тоа, но мислам, јас сум возбуден дека освен или во кратка содржина, Биби Боби, ова е, мислам, прв пат да пробаме една подолга приказна да раскажеме со овие ликови. И истиот проект, значи, имавме доста, да речам, голем меѓународен успех со тоа што лани во октомври во Рим на пазарот МИА, во конкуренција од 500 проекти ја добивме наградата за развој на долгометражен анимиран филм. Значи имаше прва награда, да, прва награда во анимираната категорија. Значи имаше неколку категории. 500 проекти пријавени од цел свет. Значи после ние бевме, мислам, со самото тоа што влеговме во селекцијата од 15 или 20 проекти што таму презентира, веќе беше огромен успех и кога добивме наградата, мислам, секако многу бев среќен. Образложението на жирито беше дека значи тоа беше меѓународно жири, имаше од Франција, од Кореја и уште од една земја. Меѓутоа дека беа восхитени од тоа како од една толку мала земја сме успеале да направиме толку многу, значи бидејќи ја дознаа нели целата приказна за Биби и за брендот. И во образложението беше тоа дека значи не дека другите, мислам, многу беа квалитетни другите проекти, јас да речам веве скромно бев изненаден пријатно кога кажа дека ние добивме наградата, но ете тоа ги натерало како поддршка дека мислам дека без да речам услови што може да ги нуди некоја поголема земја и побогата, ние сме успеле да стигнеме до тоа. И тоа беше, например, после зборува, мислам, пишува за тоа во сите релевантни медиуми за филм и за анимација. После така исто во Чешка еден месец подоцна, во ноември, добивме исто награда, Млади хоризонти се вика наградата, и со таа награда практично иднава година ќе одиме во Полска на еден од најголемите форуми за детски содржини во Варшава.
и ќе го презентираме проектот. Кога ќе биде тоа? За неколку месеци, не сум сигурен точно сега да кажам, да не Добро. сгрешам. А што е со американскиот пазар? Лас Вегас се споменуваше едно време. Да, Лас Вегас на американскиот филмски маркет, таму таму беше првиот пат каде што го презентирав проектот во 24-та година и таму се запознав со некои од копродуцентите кои што подоцна пошто потпишавме официјално договор. Значи можам да кажам, мислам, со Латинска Америка спомнав, значи Бразилија, Аргентина и Колумбија се во игра, односно се потпишани. А сега тоа понатаму, значи, мислам, се работи на случајот, го презентираме проектот наоколу, па ќе земе време дека да го сработиме, но за неколку години новите генерации ќе имаат шанса да видат долгометражен. Светот на Биби продолжува да живее со многу проекти и со многу замисли кои што вие ги имате. Гоце, што може да, еве, ти како дел од креативниот тим и сите оние кои што можеби со тебе одат на овие фестивали каде што се прикажуваат приказните за Биби и Боби, затоа што велиш во Италија од 500 пријавени вие освојувате првата награда и верувам дека тоа се она што било таму прикажано се навистина филмови на едно повисоко ниво. Колку ти и останатите во тимот учите, да речам, и се надоградувате и тоа од тамо што ќе го земете и научите го пренесувате во новите проекти што ги креирате и создавате? Да, затоа што светот на анимацијата верувам дека е едно поле кое што постојано трпи промени и се развива постојано. Така е, да, мислам технологиите се менуваат, стиловите се менуваат, значи ние секогаш следиме што се случува на светската сцена и се трудиме колку што е во рамките на нашите можности да бидеме на ниво. Така што знаете, еден ваков проект во нека поголема земја сигурно би работеле стотици луѓе на него. Ние сме 2-3 пати помалку, голем тим сме, но анимацијата, например, за да се задржи едно највисоко светско ниво, мислам, е многу скапа играчка, како и филмот. Мислам, на различен начин, но анимацијата е скапа играчка и јас се надевам дека со наредните проекти, затоа, например, во долгометражниот филм бараме и копродукција да имаме поголема екипа, да можеме побрзо и поквалитетно да сработиме тоа што треба. Но да, ние значи следиме што се случува на светско ниво и гледаме колку што можеме да го пренесете тоа. Слаѓана, како ти реагираш кога ќе ти седат и ќе ти кажат сега ќе правиме и филм, ќе правиме и ова, постојано нешто се надградува проектот, верувам за тебе и покрај 8 години работа, секогаш гледаш нов момент на задоволство кога треба да влезеш во ликот на Биби. Како не, мислам, мене ми е ова еден од најдрагите ликови. Иако е, нели, влогот е позајмување на глас, во настапите во живо и цела игра со маскотата, меѓутоа и таа комуникација со децата, со луѓето, со сите колеги кои што учествуваат, мислам, Сашко Коцев, Никола Ристановски, Сашка Димитровска, Дамјан Цветановски, сите кои што сме биле во студиото на Ангел да снимаме, тоа се преубави мигови и секој нов проект кој што доаѓа, секоја нова награда, секое ново признание, нас ни дава потврда дека сме направиле нешто добро, да. Мене ми е многу драго што пред себе споменавме Биби е супер хероина, меѓутоа нема супер моки како не прави магии, не знам, не го смрзнува времето и слично, меѓутоа има супер моки да биде добро воспитано девојче. И со тоа да биде добар пример за децата и да се биде дел од еден проект кој што шири такви вредности е бесценето. Бесценето, баш. Во која фаза е во моментов филмот, бидејќи спомена кога анимацијата во прашање 3-4 години ќе почекаме, но веќе се започнати снимања? Не, сценариото е готово, имаме, значи, некои ликовите се креирани и така натаму. Значи, во моментот се нови ликови плюс? Да, има нови ликови, значи тоа специјално за филмот што беа напишани.
Знаете, значи во моментов се уште не сме само на филмот, бидејќи се работат епизоди, имаме нова серија исто во развој, така што кога ќе почне тоа, после ќе биде, мислам нели ќе се заврза работата, но во моментов сме во некоја фаза на тоа се вика advanced development. Напредно развивање. Да, напредно развивање. Да, значи основата е поставена, ја знаеме приказната, ги знаеме ликовите. Тоа значи дека и Биби знае што прилика ќе не знам која насока ќе се движи, не кажуваат уште. Да. Не, бидејќи се е во развој. Да, кога е во развој има трпи промени, трпи така што. Да, обично самите мислам кога влегуваме во продукција, тогаш почнуваме, мислам сега сме во предпродукција, така што има време. Мислам тоа е многу специфичен начин на работа анимираниот филм, малку обратен од игран филм. Но за тоа не треба уште една емисија за да Да, мислам дека и во претходното твое гостување начнавме дел од работите за процесот на анимација, ама да, може една посебна емисија Гоце да издвоиме за тој процес на креирање и создавање. Некаде пред крајот споменавте нова серија, може и така некако да го заокружиме овој разговор. Тимот, не знам колку ќе биде ист, ќе ни откриеш за што станува збор, бидејќи тоа е всушност новиот македонски производ кој што имавте можност да го представите сега на Берлиналето. Да. За што станува збор? Да, се работи за една соработка, значи партнерство со српската фирма Дексико и Светот на Биби од Македонија. Серијата моментално има англиско име само, Tooth Stars. За на македонски се мислиме за фамилија Забовски или нешто, мислам има неколку наслови се во игра, да. И се работи за едно семејство на забовили, односно самовили кои што собираат запчиња, паднати запчиња од децата и ги претвораат во звезди. Колку интересно. Една убава магична семејна авантура, значи овој анимиран филм е пред се, значи публиката е за малку повозрастна публика од Биби, да речеме ако Биби е од прилика до 5-6 години, мислам понекогаш нели повозрастни деца гледаат, но главната целна група е до 6 години. Ова е од 5 до 8, значи малку по динамично, малку повеќе акција, малку повеќе авантура. Имаме еден по-незгоден негативец во оваа серија. И за кон крајот на годинава мислам сега направивме една пилот епизода, ја комплетиравме и со таа пилот епизода сега го промовираме проектот меѓународно и во Берлинале дојдовме одлични реакции, значи едноставно тоа ви дава ветер во грб. Да, значи тоа што го научивме на Биби го применуваме сега и во новата серија и навистина мислам за неколку месеци ќе имаме можеби некои други официјални, да речам, објави, но пред се значи индустријата го препозна како многу квалитетен проект. И крајот на годинава ќе имаат прилика децата да го гледаат, да гледаат на македонски. Супер. Слагена, ќе ни откриеш кој е твојот лик во... Немам. Да, се уште вака, значи моментално немаме направено кастинг за ликовите. Јас разбрав дека истиот тим продолжува и во оваа приказна. Па исто креативно од прилика сме истите, значи Белјана пишува, Црвенковска, Мичо креира, значи тука, но кастингот секогаш треба да го направиме. Моментално ја почнавме на англиски затоа што веднаш првен размислувавме за странски пазар. Но секако дека ќе има македонски и ќе имаме кастинг. Значи така што тоа кога ќе биде објавено ќе имаат прилика сите да се пријават и да дојдат. Сега да не шпекулираме,
мислам дека Сладјана направи, мислам, значи е влезена во историјата на македонската анимација со Биби. Но мислам дека значи ќе правиме официјално кастинг за оваа серија, бидејќи секогаш така почнуваме без Така и треба. И ги треба и сите да добијат подеднаква шанса. Да. Тоа значи ќе се видиме за скоро пак. Гоце, особено со тебе, за сите овие проекти кои што навистина се вредни да се споделат и да допрат до што поголем број на луѓе. Искрено ви благодарам што на овој дождлив ден дојдовте и донесовте еве позитивна енергија кај гледачите. Благодарност од името на сите родители за она што го правите и продолжате и понатака да ги славите само ликовите на Биби и Боби и се она што подразбира светот на Биби. Благодариме што секогаш ни одвојувате простор да ги споделиме сите новитети за проектите. А ние пак ќе кажам се радуваме што нашите гледачи, особено децата, имаат можност за време на викендот да ги гледаат епизодите Светот на Биби во недела во 18 часот.